Македонија останува со најниски цени на горивата на Балканот, кои уште ќе одат надолу. Очекувањата се дизелот задутре да поевтини за 2,5 денари по литар, а бензините за 1,5 денар по литар, соопшти премиерот. Бензинот од 95 октани би бил околу 82 денари за литар, а дизелот околу 95,5 денари. А од овие цени може да се оди и 3 денари поевтино поради попустот на окта кон трговците. Владините мерки за намалување на ДДВ-то кај горивата од 18 на 10% и падот на акцизите од 4, односно 2 денари по литар, даваат резултати. И покрај тоа што нафтените деривати во Македонија поскапеа за над 30%, мерките поради кои има загуби во буџетот и по 1 милион евра дневно го амортизираа ударот кој можеше да биде уште поголем. Дополнително и попустот на снабдувачот окта кој ќе важи до крајот на април придонесе горивата на бензинските пумпи да се точат и до 3 денари поевтино од максималните цени кои ги определува Регулаторната комисија за енергетика. Дека во Македонија има најевтини горива сведочи изголемената дневна потрошувачка која надминува 2 милиони литри. Тоа е така поради притисокот од граѓаните од соседството кои точат нафтени деривати во пограничните региони. Разликата во цените е особено забележлива споредено со Грција и Албанија, каде што цената на бензините надминува 2 евра, а дизелот 2,2 евра за литар. Владата во Грција ќе им даде субвенции на возачите на коли околу 50 евра и на мотори од 30 евра, за да им голесни финансискиот товар, бидејќи плаќаат меѓу најскапите нафтени деривати на Балканот. Во Косово цените исто така се доста високи, над 2 евра за литар. Таму бизнисите веќе критикуваат дека треба да има мерки, но владата вели дека намалувањето на акцизата и ДДВ-то создава финансиски јаз, што би предизвикал државниот буџет да изгуби 10 милиони евра месечно. Во Србија е забранет извозот на нафта и се намалени акцизите на горивата и до 60%. Дополнително, поради дизелот, чија цена ескалираше, беа пуштени и количини од нафтените резерви. Моменталната цена на дизелот во Србија е 1,76 евра за литар, поради што голем број граѓани од Јужна Србија одлучуваат да точат гориво на бензинските во Македонија околу преминот Табановце. Во Хрватска мерките за задржување на животниот стандард се продолжуваат за уште еден месец. Премиерот Пленковиќ соопшти дека законите дозволуваат ограничување на цените на дериватите за максимум 3 месеци. Тамошната влада донесе одлуки за цените на струјата и гасот да останат исти во следните 6 месеци и да ги активираат државните резерви. И покрај тоа во Хрватска се точат поскапи горива отколку во Македонија за околу 30 евроценти по литар.